Почитувани членови на Сојузот на синдикатите на Македонија, почитувани работници и целокупна јавност, сакаме уште еднаш да информираме јавноста за нов скандал што се случи во врска со незаконитата смена на председателот Митревски и легитимното раководство на Сојуз на синдикати на Македонија избрано на 19-тиот конгрес и државниот удар кој се направи во Република Македонија против автономијата на синдикалното движење. Имено постои уште еден фалсификуван документ врз основа на кој и второстепената комисија носела одлуки врз основа на фалсификати за наводни жалби, повлекување на жалби на Сојуз на синдикати на Македонија во втори месец и на 10-ти овој месец, каде што ниту имало, ниту некогаш имало вакви предмети од страна на Сојуз на синдикати на Македонија, туку се правени врз основа на фалсификувани исправи и фалсификувани печати. Сакаме да информираме дека фалсификувањето продолжило во Централниот регистар со цел да се донесе тоа незаконско решение и заради ваквите активности во секој случај имаме дополнета кривична пријава против ВД директорот на Централниот регистар и против регистраторот кој го потпишал ваквото решение. Ова е уште една потврда за фалсификуваната операција спроведена од одредени институции во државата. Имено морам да напоменам дека државната правда не може да се гради со фалсификати, а овој дополнителен доказ ќе биде проширен и со дополнителна проширена пријава. Напомнувам дека за Светската и Европската конфедерација на синдикати единствен и легитимен председател е само Живко Митревски и единствено тој е признат. Сакам да информирам и јавноста дека сите понатамошни обиди кои се случуваат врз Митревски и раководството кое насилно е променети, сите обиди за уцени, закани и притисоци не може да бидат основа да се бидиме замолкнати, а ги повикуваме сите други слободоумни синдикати, ги охрабруваме да не подлегнуваат на притисоците, да се вклучат во борбата за зголемување на платите во јавниот сектор, за борбата работното време да биде согласно барањата на вработените и на граѓаните, а не согласно потребите на министерката Царовска и Министерството за труд и социјална политика. Сменетото работно време исто така треба да биде во согласно со потребите на граѓаните и работниците, а секое сменско дополнително работење треба да биде исто поврзано со желбите на граѓаните и работниците, но и исто така да биде соодветно платено, а посебно работата во саботите како што некој предвидува. На крај сакам да ви информирам исто така дека овој историски скандал и за обидот за државен удар во автономијата на синдикалното движење и на силната смена на Митревски, во текот на овие денови беа информирани и високиот комесар за евроинтеграција господинот Хан, а исто така информирана и господјата Могерини, висок представник за надворешна политика на Европската Унија. Сакаме да напомениме дека исто така во текот на викендот ќе бидат информирани и сите европратеници во Европскиот парламент, а очекуваме со оглед на новиот фалсификат и доставената жалба до второстепената комисија и разговорите кои ги водивме во владата, односно во секторот за правда во кабинетот на премиерот Заев, дека идната недела очекуваме да дојде до поништување на решението со кој некој нелегитимно станал ВД председател и враќање на председателот Митревски на председателската функција со оглед на тоа што и Светската и Европската конфедерација на синдикати, единствен легитимен председател на Сојуз на синдикати на Македонија, го легитимира само Митревски и легитимно избраното раководство на 19-тиот конгрес.